Ке зборуваме за новото издание на Комшилу, кое што начекува утре, но веднаш по вклучувањето на нашата Вања, кое што е на лице место или на линковско вклучување со Јасмина Чашуле од Сдруженијето Биди човек. Впрочем, започнато е од 9 јуни новото издание, впрочем ова е прво издание на фестивалот на ментално здравје кое што е насловено Иницирај промена, креирај гласно. Ќе трае се до 15 јуни до понеделник, но овие денови за тоа што се случуваше и генерално што ќе не очекува овој викенд и зошто е важно гласно и јавно вака да зборуваме за менталното здравје за да се намали стигмата со оглед на тоа што се поголем број на деца и возрастни генерално имаат проблем. Па деталите секако ќе ги оставиме на нашата Вања, која што ќе не поздрави заедно со Јасмина Чашуле. Вања, добро утро. Добро утро. Овој пат ви посакуваме од Националната галерија Мала станица во Скопје, која што од 9 јуни е домаќин на 7-дневниот прв фестивал за ментално здравје на младите Иницирај промена, креирај гласно. Настанот е во организација на Сдруженијето Биди човек, која што прави напори на младите оваа тема да им ја доближи преку повеќе работилници, но и преку уметноста исто така. А кои се деталите ќе ни каже во продолжение Јасмина Чашуле, проектен менаџер во споменатото здружение. Добро утро и благодарам што сте дел од нашата утринска емисија. Кажете ни за почеток како се роди идејата за овој настан и дали за неговата организација можеби ве поттикна одредени актуелни состојби во нашето општество. Добро утро, ви благодарам пред се на поканата. Значи, би сакала веднаш да почнам со иницијативата. Иницирај промена, креирај гласно. Минатата година ја започнавме, значи веќе година и пол тлее а оваа година креиравме досега 3 опсежни работилници со младите на најразлични теми. Значи, идејата за да ги креираме овие психолошко-уметнички работилници поттикна од тоа што излезе стратегијата за млади и за нивното психолошко здравје во кој што имаше интересни бројки на вистината, а може да се погледне. И за која што заклучивме дека е убава тема, а ние како здружение која се грижи за здравствените права, одлучивме да ја поттикнеме оваа тема. Значи, оваа година работевме на 3 различни теми. Тоа беа емоциите, прифаќањето на емоциите кај младите, токсичните врски, како и никотинот и менталното здравје. Овие беа навистина интересни теми кои што учениците дадоа се од себе пред се да се вклучат на работилниците, да дискутираат. Значи, Иницирај промена, креирај гласно се случува со уметник и психолог со кој што работиме, а исто така и со млади лекари. Значи, со нас е психологот Тина Чачоровска, таа е психолог во Средното уметничко училиште. Со нас е Доретен Нешовски, тој е на факултетот за ликовни уметности, како и 2 млади докторки кои што тука се дипломирани, Марија Николовска и Агавни. За какви психолошки предизвици стануваше збор во текот на дискусиите со младите еве досега во овие денови додека се одржува фестивалот? Што споделија тие и дали преку сликите кои што ги сликаат исто така може да ги искажат своите емоции и мисли исто така? Така. Ја малце би се навратила. Значи, ние со работилниците започнавме пред неколку месеци, пред 2 месеци, а сега конкретно на фестивалот имаме најразлични теми. Значи, младите претходно работеа и ги искажуваа своите емоции дека имаат проблем некогаш, дека им е тешко да комуницираат и со повозрастните, дека имаат потреба од тоа да се изразат некако. И низ тие работилници, можеби не директно, меѓутоа одоколу свативме дека во суштина целата таа енергија што сите акумулираме, имаме потреба негде да ја исканализираме. Конкретно со уметноста, со изразувањето на платно, младите имаа можност тука преку боите, преку четките да ги изразат сите тие работи. Знаете како ние имавме, например, работилница од 45 минути со активно зборување и со комуникација и со дискусии, за после тоа околу 2-3 часа тие да седнат и само да цртаат. Значи, воопшто, како да ви кажам, не им беше досадно
да им падне вниманието и да речеме, ете, нели најчесто сега кажуваме дека немаме концентрација, интернетот ни го прави брзо живењето, меѓутоа, искрено да ви кажам, ние се изненадувавме како тие и по 3 часа остануваат со четките црта и си ги доработуваат цртежите, така да целата таа енергија ја преточува на платно. Значи, имаме потреба сите, не само младите, посебно младите, нели, меѓутоа имаме потреба сите да се изразуваме и да ги наоѓаме нашите канали. Доколку тоа не е канал преку цртање, тоа најчесто може да сврти на цигари, на алкохол, на наркотични средства. Така да убаво би било секогаш и секој да си го наоѓа својот канал каде да ја пренесува својата енергија која што ја носиме. Кога зборуваме за менталното здравје кај младите, особено кај учениците од средното образование, неминовно е да се спомене булингот, односно врсничкото насилство. Имавме и неколку такви случаи кон крајот на оваа учебна година, па сега кога веќе дојде летниот распуст, дали врсничкото насилство може да се преслика во сајбер просторот и според вас дали може би таму е потешко да се исконтролира? Да, сигурно, насилството го имало, за жал и од секогаш. Сигурна сум дека сега е малце поизразено, може би повеќе слушаме. Сега би сакала да напоменам дека ние во рамките на овој наш фестивал имавме соработка и со Униформ, тоа е асоциација, Здружение на жени од безбедносниот сектор, со кој што баш вчера се договоривме дека во текот на летото ќе направиме работилница со младите, во која што точно ќе им се предочат предизвиците околу тоа што значи насилството, кои се последиците доколку се направи, кои се последиците доколку не се направи на нас насилство. Значи тоа се жени кои што се или во безбедносниот систем или се веќе во пензија излезани од безбедносниот, од рамките на Министерството за внатрешни. Ние како здружение со нив имаме соработка и во текот на летото кога младите се малце и послободни, нели, го имаат сето на време што понекогаш и да кажам одмараат, меѓутоа имаат и потреба од некои активности. Така да во рамките на летото ние ќе направиме таа работилница со нив и верувам дека ќе излезат исто така интересни дела и разговори и дискусии. Ви благодарам за одвоеното време, а бидејќи на крајот од разговорот го споменавме врсничкото насилство, еве што покажуваат податоците кои што се сумирани во националниот извештај кој лани во јуни беше објавен во Македонија со подршка на Фондот за население при Обединетите нации УНФПА. Овој документ покажа дека секој 10-ти ученик во Македонија пријавил дека е жртва на малтретирање во рамките на училиштето, додека пак секој 6-ти ученик пријавил дека бил жртва на сајбер насилство. Така е, Вања, овие податоци понекогаш треба и да не загрижат за состојбата на младите во нашата земја и во многу наврати ние сме зборувале за булингот како една честа појава, особено кај адолесцентите и кај младите и веројатно ова ќе биде апел повторно да се отвори ваква слична тема, се со цел да имаме што поздрава младина.